Добро утро до вас. Како што напоминавте, Општина Кисела Вода воведе нови социјални услуги со цел да го подобри квалитетот на животот на пензионерите и стари изнемоштени лица, односно да го подобри улесни функционирањето во општеството, а како што напоминавте, во утро разговарам со Орца Ѓорѓиевски, градоначалникот на Општина Кисела Вода. Добро дојдовте во нашата утринска. Добро утро, поздрав до вашите гледачи, благодарам за можноста да бидам гостен во вашата емисија. Да започнам со транспортот кој што го воведовте, новитетот. За каква услуга станува збор, за каков транспорт? Па видете, едно од ветувањата мои уште во предизборието беше дека тоа Кисела Вода во овие 4 години од како ќе превземам јас со администрирање општината, ќе овозможиме еднакви услови за живот на нашите сограѓани од една страна, од друга страна ќе обезбедиме доста услуги за повозрастните групи на наши сограѓани, кои што сметам дека години наназад не беа ни предмет на локалната самоуправа да се занимава со нивните потреби и барања, но исто така и лицата со попреченост кои што беа маргинализирани години наназад, така да од таму произлезе идејата патемно и во комуникација со нив дека реално имаат проблем со транспортот и тоа да стигнат до одредена институција или пак некоја услуга која што им е неопходна да си ја завршат во текот на една работна недела или пак за време на викендите. Во соработка со Црвениот крст заеднички дојдовме до едно одлично решение кое што подразбира да 4 пати во текот на годината пензионерите, нашите повозрастни лица на територија на општина Кисела Вода, но исто така и лицата со попреченост, оние болни и изнемоштени лица да имаат можност да добијат некоја социјална услуга, односно да бидат транспортирани и вратени назад до одредена институција каде што имаат потреба да отидат, исто така и да можат да бидат однесени до дали е тоа до болница, дали е тоа до амбуланта, дали е тоа на било кое место каде што имаат потреба, така што сметам дека е добра мерка и сме прва општина, морам да потенцирам, на републичко ниво во Република Македонија која што обезбеди ваква мерка изминатиот период. Ова е мерка која што 10 дена трае, односно 10 дена е воведена на територија на општина Кисела Вода. Ние како општина обезбедуваме средства финансиски за потребите на Црвен крст да можат да обслужуваат оваа мерка. И морам да признам дека има многу позитивни реакции од повозрастните наши сограѓани кои што со годините чекале нешто вакво за да може да им помогнеме директно ним. Значи, во однос на овој транспорт има заинтересирани. Точно, да. А каде да се обратат сите оние кои што сака да искористат оваа услуга? Има телефонски линии на кои што можат да се обратат. Исто така имаме и канцеларија тука во која што се присутни лица представници на Црвениот крст, може да се обратат до општината. Нема никаков проблем, ние сме отворени, транспарентни, но и работиме во насока да ги обслужуваме нашите сограѓани. Тоа не исполнува сите нас како тим, така што има 3 начини како да се обратат пензионерите и да стигнат до овие услуги, и не само пензионерите, туку и болни изнемоштени лица и лицата со попреченост од нашата територија од Кисела Вода. Од неодамна функционира и нега центарот. Какви услуги нуди овој центар? Па, освен што еве пакетот кој што го понудивме за транспорт, исто за повозрастната категорија на наши сограѓани, но и болни изнемоштени и лица со попреченост, во соработка со Министерството за труд и социјална политика, и исто така со Црвениот крст, и ние како општина станува збор за трипартитен договор тука, каде што освен нас како странка и Црвениот крст се приклучува и Министерството за труд и социјална политика, нудиме пакет на нега за болни изнемоштени лица и тоа дома, во домашни услови. Истиот пакет ги опфаќа и болните изнемоштени лица, како што споменав, пензионерите и лицата со попреченост. Исто така е една понова мерка за која што има доста интерес изминатиот период. 3-4 дена откако времето од кога ја воведовме оваа мерка, и морам да истакнам дека исто така како и за транспортот и за оваа мерка имаме голем интерес. Знаете што? За двете работи нам не беше, и за многу други работи кои што ги правиме од социјален аспект, за нас беше многу важно како локална самоуправа да покажеме дека лицата за кои што
никој буквално не води грижа со години наназад, имаат на кого да се потпрат. И мислам дека ја постигнавме целта. Ова се мерки кои што треба да се доработуваат за перспектива, со повеќе можности да се направат истите, со повеќе услуги да вклучат во себе, но многу е важно понекогаш од некаде да се тргне. Мислам дека сме на прав пат. Како што споменав, после долги години, до оваа категорија на наши сограѓани се почувствува дека е важна, а е важна за сите нас, и дека има вистински партнер од другата страна, односно во локалната самоуправа, на која што може да се потпре во секое време. Вие сте и првата општина која што вработивте лица со Даунов синдром. Има ли други проекти некои кои што ќе ги спроведе општината со цел да им помогне на ваквите лица? Да, Стефан ми е дел од тимот, лице со Даунов синдром, кој што дојде да работи од предизвесен период исто така во мојот тим. Дополнително исто така сме првата општина која што обезбеди услови, односно изгради прва целосно инклузивна градинка на територија на просторите на Скопје, ако не и во Македонија, ако не се лажам. Тоа е градинка која што од пред неколку месеци почна да функционира и е целосно инклузивна, како што споменав. Дополнително Кузман Јосифовски Питу училиштето е првото целосно инклузивно основно училиште. Речиси да не ни остана, откако стапив на функција, основно училиште каде што не сме изградиле сензорна соба. Мислам дека во едно или во две училишта немаме и работиме на тоа да во сите основни училишта, иако ветев јас за 4 години, немам ни 2 години поминато од мандатот, речиси сите основни училишта ги обезбедивме со сензорна соба, таму каде што нема обезбедено во точно, да, во наредниот период ќе обезбедиме и таму, што значи дека сме силно фокусирани, освен социјалните мерки кои што ги воведуваме како локална самоуправа, да ги опфатиме и мерките во кои што третман ќе имаат болни изнемоштени лица. И мене многу важно ми се лицата со попреченост, каде што се трудам да помогнам максимално јас и мојот тим. Патем, откако ја превземавме со администрирање нашава институција, односно општината, ние како тим обезбедивме и дневен центар за лицата со попреченост, кој што ние целосно го финансираме. Истиот се наоѓа во Расадник, каде често пати имаме дружба со нашите пријателчиња таму, кои што се од најголем дел од територијата на општина Кисела Вода, но има и од цело Скопје патем дечиња, така што се трудиме да помогнеме доста во овој дел. Фокусирани сме, силно работиме, отворени сме за предлози за соработка. Тоа ни дава простор да понудиме и проекти кои што досега не биле ни замисливи за нашите простори, нашата територија, и мислам дека постепено и со лицата со попреченост работиме да ги оттргнеме сите оние работи кои што како бариера се појавува во нашето општество години наназад и да возможиме еднаков третман за сите. Ви благодарам за одвоеното време во утро и се надевам и понатака ќе бидете пример за останатите општини. Ви благодарам и вам, ми беше чест и во секое време сте добре дојдени во нашата општина.